Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ја најавата за содржините вечерва. Со добивањето на чистата препорака, Македонија се враќа на позицијата што имаше во 2015 година. Дали позитивниот тон од извештајот на Европската комисија ќе доведе до почеток на преговори за Македонија? Што ако не се реши прашањето за името? Власта и опозицијата договараат темелен ремонт на финансирањето на политичките партии. Поголеми дотации од буџетот, помали донации од физички и правни лица. Ке се разбијат ли спрегите бизнис-политика и основите за високопрофилната корупција? Зошто десетина пратеници од ВМРО, ДПМН и коалицијата не гласаа за реформските закони усогласени со мнозинството? Дали Мицкоски има контрола над целата пратеничка група? Iniciativa e qytetarëve të komunës së Vrapçishtës për mbylljen e bastoreve ilegale u përshëndet gjithandej. Mirë po, prapa kamerave, disa qytetarë të kësaj komune thonë se posa të bie terri, bastoret ilegale përsëri fillojnë të punojnë. Ne u përpoqëm ta vërtetonim këtë. Нема вода. Со што да изметам јас, со што да ичистам, кажи ми. Со вода све се прави. 1800 денари социјално живееме. Ниедно дете овде од нашите од ромите не е школовано. Тек тук дали има 10 души, 15 школовани. Жителите од Битолскиот баир бараат исполнување на предизборните ветувања. Ги молиме да не биде со лага-ага. Зоране! Чедо Саздовски е човек кој што ми е пријател долги години. Се бунтувам и јавно ти се спротиставувам да од мојата земја правиш да биде двојазична, да биде федерализирана. Во суштина, човекот верува во концептот едно општество за сите. Не верува во чиста Македонија. Саботажа. Останете со нас, со најавените теми се враќаме по кратка пауза. Почетокот на емисијата е за невидливите што се обидуваат да станат видливи. Околу 2000 жители роми од Битолскиот баир преживуваат без вода, а честопати без струја. Ретко кој од нив завршил училиште. Револтот од условите и игнорирањето честопати го искажуваат со блокирање на магистралниот пат Прилеп Битола Ресен, поради што и шлеперите мора да поминуваат низ централното подрачје на градот. Велат дека на локалните избори ја дале поддршката на новата градоначалничка Наташа Петровска, од која сега бараат да ги реализира ветувањата што им ги дала. Животот од Битолскиот баир, ако воопшто може да се нарече живот, го пренесува Славица Филиповска. Речиси секоја недела на магистралниот пат Битола Ресен има жива блокада. Секогаш ако се снема струја мора да го блокираме пат. Живот по дивоградби, во дива населба, покрај дива депонија. Види што е сега ова депонија. Види. Хигиена неки тој, капење неки. Жителите од Битолското картон мало си ги бараат предизборните ветувања. И му дадевме гласоите и не остаја на нула. Живот како во 19 век. По едно полско веце за повеќе куќи, помалку вода само во подолните краеви. Ова е секојдневието за 2000 роми над Битола, кои често ги полнат полициските билтени. Ова е озогласената дива населба во Битола, каде сите улици и жители се водат под една иста адреса – Караорман 111. Секој семејство овде има посебна приказна, но она што сите ги обединува е фактот што живеат живот кој не наликува на 21 век. Купи 30 блока клај ги насрана, еве ги. Купи 40 блока клај насрана. И видом, не видом веќе, си фате во овдека место 10 години. Како што сме отука ние. Комшиите исто 10 години, седиме, ама без вода не бива. 56 годишната Елизабета Камбер со години живее во страв за своето и за здравието на најблиските. Ете како живее. Овдека се живее кај куќата моја што све без вода.
без канал. Храна доволно нема децата. Нема храна. Значи, хигиена немат. Зараз паќа децата наши керко овдека. Едно дете да ти падни болно, или инфекција, ете, гледате, сама, нема вода. Со што да изметам јас, со што да ичистам, кажи ми, со вода све се прави. Водата е хигиена, половина здравие. Немањето вода и канализација се само дел од проблемите за жителите на ова маало. Децата немаме да ги школуваме, немаме услови, 1800 денари социјално живееме. Ниедно дете овде од нашите од ромите не е школовано. Тек тук дали има 10 души, 15 школовани. И не се на вработа децата што се школовани. Ако не е железово и стара и шишина пластични, не можеме да живееме. 1 тон шишина да собериме 10.000 денари. А ти знаеш колку вреќи треба? 30-40 вреќи од тие големите за да собериме 1 тон шишина. Табу тема во населбата се зависноста од дрога и проституцијата, иако зад камерата повозрасните признаваат за овие проблеми. Животот на младите кои не одат на училиште а мораат, поминува во безделничење или тренирање кучиња за борби. За најмалите и покрај лошите услови, доволно е малку сонце за да излезат и да се дружат. Со животот во населбата е запознаена и новата градоначалничка на Битола, Наташа Петровска, вели неформалниот представник на ромското маало. Тој тврди дека лично лобирал кај ромите да гласаат за СДСМ да ја добие локалната власт. Дива градбајт. И треба да се урбанизират, да се стави улица и бројови да имаме сите. Пребидејќи ова населба е на диво. А тоа не ги интересира во општината. Ги молам надлежните лица кои се представени во општината, нарочито Наташа. Таа добро мене ме знаат и јас лично со неа бил сниман кога беа изборите. Прибирајќи сакам да докажам. Таа што ни обеќа дека ќе почнат за март да работат, да постават патот да го направат, водата да постават и канализацијата. Ги молиме да не биде со лага-ага. Туку сакам, она што е ветеното треба да се представи. Треба да постава континери, да се фрла ѓубрето во континери. Сега, целиот отпад и изметот завршуваат на дива депонија, која е речиси споена со куките. Депонијата честопати гори, за од гумите да се извади жица и така да се дојде до некој денар. Но сметот се користи за протести. Со палење на отпадот и со жив штит, жителите го блокираат патот како протест за исклучената струја. Дури и тие што имаат, се жалат на слаб напон. Поради немање на струја и немање вода. Зошто ви ја блокираат струјата? Па сигурно евентуално од неплаќање. А зошто не плаќате? Аме по социјална парична помош сме. Значи секој население кој имат 4-5 души зема 1000-1500 денари. Парична помош, како ќе плати тој струја? А никој не е вработен. Сите плаќаат редовно сметки за да имаат струја. Абе што ќе плаќа? Фабриките не плаќаат струја, ги исклучена, и јас ќе платам 1500 денари, а имам 6 деца дома. Ќе продолжите да го блокирате патот? Ќе продолжим. Дента кога ја посетивме населбата, жителите не протестираа и ги пропуштаа возилата заресени за прилеп. Но кога има блокада, и тешките товарни возила мора да поминуваат низ централното подрачје на Битола. Дури и да не протестираат ромите, на магистралниот пат подолго време сообраќајот или беше целосно забранет, или се одвиваше по само една лента, поради свлечиште на патот. Беа поставени семафори, но набрзо беа украдени. Сега повторно има нови семафори, а и патот привремено е пуштен за сообраќај. Но советничката во општина Битола од граѓанската иницијатива Поинаку вели дека тоа не значи оти проблемите се решени, туку дека ова е последица на градежни активности на влезот на Битола. Таа се обидува да издействува конкретна сеопфатна акција од локалната власт. Како советници, во изминатите 4 месеци, на неколку пати сме алармирале до општина Битола, односно сме барале за овој проблем да се разговара на Комисијата за животна средина, каде би добиле информација што точно се случува горе на патот кој би требало да биде затворен. Она што сме го добиле како информација е нашето качување на лице место и гледање дека навистина таму се палат гуми
има блокади на патот, кои може би се и оправдани. Меѓутоа, проблемот на ниеден начин не гледаме дека се решава. Советничката Илиевска вели дека прогласувањето на градоначалничката за ненадлежна создава револт кај граѓаните. И покрај тоа што сме барале на неколку наврати да превземи нешто општината во врска со тоа, сме добивале одговор дека не сме надлежни како општина да ги решаваме тие проблеми. Сметаме дека тоа не е одговор за нас, сметаме дека треба да се лобира до централната власт, сметаме дека треба да се лобира до Министерство за транспорт и врски, до Агенција за патишта и до сите оние дистанци кои се надлежни да го решат овој проблем. Битола е еден од најзагадените градови во Македонија. Најголем проблем е согорувањето на јагленот и одлагањето на пепелта во рек Битола, најголемиот производител на струја во земјава. Возилата кои принудно транзитираат низ градот се дополнителен загадувач, а трет извор е чадот од депонијата во ромската населба. 360 степени побара став од градоначалничката за случувањата на магистралниот пат и за животот на ромите, кои се надеваат на помош од општината. Таа не ја прифати поканата за интервју. Од општината писмено ни одговорија дека не се надлежни за патот. Тврдат дека девите депонии постојано се чистат и дека се бара решение за жителите од таа населба. Наскоро ќе започнат активности за подобрување на електричната мрежа за напојување со електрична енергија во домаќинствата. Проектот ќе се реализира во 2 фази и ќе изнесува над 5 милиони денари. Легализацијата на дивоградбите ќе се одвива исклучиво во рамки на законската регулатива, така што секој што ги исполнува законските услови ќе може да легализира објект. Сепак, за еден дел од населбата која е на исклучително лоша местоположба, дополнително влијае и тоа што не се презеле никакви мерки во минатото, така што сега е исклучително тешко да се најде решение. Зошто нема вода? Одговор не добивме. Во меѓувреме, анархијата во битолското ромско маало продолжува. Непосредно до најголемиот произведувач на струја, луѓето живеат во темнина, но и во надеж дека пролетта сепак ќе донесе малку светлина во нивното секојдневие. Останува надежта за малку светлина во животите на овие луѓе. Овде ќе направиме уште една пауза по која се политичките теми. Со добивањето на чистата препорака, Македонија се враќа на позицијата што имаше во 2015 година. Дали позитивниот тон од извештајот на Европската комисија ќе доведе до почеток на преговори за Македонија? Што ако не се реши прашањето за името? Власта и опозицијата договараат темелен ремонт на финансирањето на политичките партии. За да ја намалиме шансата бизнисот да ги контролира партиите, но и да ги зголемиме дотациите кои што државата ќе им ги дава на политичките партии. Начинот на финансирање на политичките партии биде и транспарентен и јавен на очиглед на граѓаните на Република Македонија. Зошто десетина пратеници од ВМРО, ДПМН и коалицијата не гласаа за реформските закони усогласени со мнозинството? Иницијатива и qytetarëve të komunës së Vrapçishtës për mbylljen e bastoreve ilegale u përshëndet gjithandej. Mirë po, prapa kamerave, disa qytetarë të kësaj komune thonë se posa të bie terri, bastoret ilegale përsëri fillojnë të punojnë. Ne u përpoqëm ta vërtetonim këtë. Зоране! Чедо Саздовски е човек кој што ми е пријател долги години. Се бунтувам и јавно ти се спротиставувам да од мојата земја правиш да биде двојазична, да биде федерализирана. Во суштина, човекот верува во концептот едно општество за сите. Не верува во чиста Македонија. Саботажа. Политичкиот диалог власт-опозиција, кој досега резултираше со заедничко гласање на неколку така наречени реформски закони во собранието, сепак има многу поширок опфат. Меѓу другото, начелно е усогласена промена на начинот на финансирање на политичките партии со зголемување на дотациите од државниот буџет и намалување на донациите од физичките лица и фирмите. Досегашниот начин на финансирање раѓаше коруптивни врски на релација бизнис партии, а и други злоупотреби, за што пример е истрагата на специјалното јавно обвинителство под кодно име Талир. Петар Клинчарски.
На 22 мај 2017 година СЈ отвори истрага под кодното име Талир. Станува збор за незаконското финансирање на политичката партија ВМРО ДПМН. Од СЈ тој ден да објаснија дека се осомничени 14 лица од раководството на ВМРО ДПМН, зашто нелегално вбризгале 5 милиони евра во партијата, заскривајќи се зад наводни донации од членови и симпатизери. Постои основано сомнение дека внесувањето на средствата било извршено преку готовински уплати, при што во уплатниците биле внесувани неточни податоци и преку злоупотреба на личните податоци на членството на политичката партија биле вршени уплати на незаконски стекнатите парични средства. Сите овие показатели упатуваат на постоење на основано сомнение дека паричните средства не потекнуваат од лицата од кои што се уплатени. Но Талир засега не дојде пред суд. Тој е една од истрагите за кои СЈ не стигна да поднесе обвинение до крајниот рок, 1 јули 2017 година. Неговата судбина зависи од судбината на СЈ. Антикорупционерите, државните ревизори и истражувачките новинари со години укажуваа на сериозни сомнежи за сивата зона во финансирањето на политичките партии во Македонија. Сега ова прашање решија да го регулираат најголемите партии СДСМ и ВМРО ДПМН како дел од политичкиот диалог. Начално договорено е годишното редовно финансирање на политичките партии од буџетот да се зголеми за 2,5 пати. Тоа е финансирање по избран пратеник или локален советник, а сумата ќе оди до околу 110.000 денари по избрано лице, наместо 45.000 како досега. Вредноста на донации од правни и физички лица се намалува за 2,5 пати. Тоа би значило дека правните лица, наместо 30.000 евра како досега, ќе можат да донираат најмногу до 12.000 евра, а границата за физичките лица се намалува од 3.000 на 1.200 евра. Се укинува финансирањето на добиен глас после секои избори. И од СДСМ и од ВМРО ДПМН сметаат дека новиот модел може да ги реши старите проблеми. Финансирањето на политичките партии мора да го решиме на потранспарентен и на јас би рекла, по-конструктивен начин. Партиите да живеат и без сериозни инекции од бизнис секторот. Сметаме, ги имавме предвид и забелешките на онаа група која што работеше на блупринтот на демократски реформи, кои што одеа дури и во другата крајност. Таму имаше предлог дека целосно треба партиите да се финансираат од буџетот, а да се забранат секаков друг тип на донации. Сметавме дека во оваа фаза добро е да ги намалуваме донациите, а да го зголемиме финансирањето од страна на буџетот на Република Македонија. ВМРО ДПМН има став да конечно се реши ова прашање и навистина начинот на финансирање на политичките партии биде и транспарентен и јавен, но очиглед на граѓаните на Република Македонија и верувам дека во овој дел ќе имаме заеднички ставови со владеачкото мнозинство. Најдобро решение е да тој процес на финансирање, ќе повторам уште еднаш, биде апсолутно транспарентен и граѓаните на Република Македонија да знаат кој или која политичка партија на кој начин се финансира. Начелниот политички договор доправа ќе треба да се преточи во законски текст, кој потоа ќе оди на јавна дебата. Начинот на финансирање на партиите е само една од темите за кои власта и опозицијата со месеци преговараа далеку од очите на јавноста. Меѓу другите клучни точки се каков да биде составот на Државната изборна комисија, кој да биде на нејзино чело, но и на регулаторните тела, како Агенцијата за медиуми или Антикорупцијската комисија. Што се е досега договорено, од ВМРО ДПМН се резервирани да одговорат. Мислам дека во однос на овој дел се уште не се завршени одредени преговори, нема заклучоци од нив, освен она што и медиумите веќе го знаат и граѓаните го знаат дека за Државната изборна комисија претседателот ќе биде од страна на опозицијата. Повеќе, кажа власта, подготвени се некои позиции да се пополнуваат со кандидати предложени од опозицијата, но услов е изборот на тие лица да се прави со двотретинско мнозинство во парламентот, за да се обезбеди, како што велат, професионализација, а не партизација. Дискусијата по сите овие тела не е завршена. Разговараме сега за овој дел од медиумски реформи.
но по прашањето, например, на антикорупцијската комисија, ние сега, зборувам како мнозинство, како СДСМ, бевме подготвени кај антикорупцијската комисија, односно Државната комисија за борба против корупцијата, кандидирањето на првиот човек да го дадеме да го прави опозицијата. Значи, мора да има и нашата поддршка, но кандидатурата да доаѓа од опозицијата. Околу оваа тема ќе дискутираме и со невладините организации, не сакаме да ја затвориме дискусијата, но сме подготвени за таков чекор, за да покажеме дека борбата против корупција не ја водиме селективно, но во другиот дел на регулаторни тела, првиот принцип мора да биде професионалност, а не партијата. По досега успешно затворените прашања, минатиот четврток собранието со потребното двотретинско мнозинство го помина Законот за следење на комуникациите, а беа изгласани и законите за формирање на оперативно-техничката агенција и за заштитени сведоци. Купно гласа 86 пратеници, сите 86 за, воздржани нема, против нема. Констатирам дека собранието го донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на сведоци. Но увидот во јавно достапните списоци од гласањето на пратениците открива дека десетина пратеници од ВМРО ДПМН и коалицијата, иако биле регистрирани како присутни, не гласале според тоа што партијата го договорила со власта. Меѓу нив се и Трајко Велјановски, Емил Димитриев, Љупчо Димовски, Ванко Верманчев, Никола Поповски. Координаторот на ВМРО ДПМН е причината не алоцира во неединството на пратеничката група, туку во проблеми со техниката. Имаше неколку пратеници кои не беа присутни на собраниската седница кога се гласа овие законски решенија, тоа е вообичаено. Нели да имаме отсуство на пратеници, инаку многу е битно дека за она за што се гласаше имаше доволен број на пратеници во собраниските клупи и оние закони што се гласаа со двотретинско мнозинство на гласови и помина со двотретинско мнозинство на гласови. Морам да напоменам, тоа реагиравме за овој дел и кај господинот Тадат Џафери за можеби неисправност или делумна неисправност на системот за гласање. Можевте да забележите на самата седница дека јас лично реагирав од место заедно со господинот Илија Димовски, седеше до мене, за одредени пропусти на техниката при гласањето. Тоа всушност се види и на седницата кога се гласаше за доверба на владата. Дека по период на гледање преку нишан, диалогот власт-опозиција функционира и дава резултати, доказ е и денешното консензуално усвојување на измените во законите за судскиот совет и за судовите во Собраниската комисија за политички систем. Диалогот власт-опозиција има свое место и во извештајот за Македонија што утре ќе го усвои и објави Европската комисија. Брисел го поздравува како што се вели инклузивниот и транспарентен процес на консултации на власта за новата легислатива, меѓу другото и со опозицијата. Известно е, Европската комисија утре ќе испорача чиста препорака за почеток на пристапните преговори со Македонија. Брисел оценува дека земјава во голем дел ја надминала длабоката политичка криза и дека неопходните структурни реформи се долг процес за кој се потребни години, а штетата од последниот период не може да се поправи преку ноќ. Се нотира и позитивна промена во политичкиот мајндсет или начин на размислување. Во пресред на објавувањето на извештаите за земјите аспирантки за ЕУ во Белград, во организација на Европскиот фонд за Балканот, околу 200 светски познати мислители разговараат за европската иднина на регионот. Таму е Владимир Мирчевски. Предутрешното објавување на извештаите на Европската комисија за земјите опфатени со процесот на проширување, владени и невладени представници овде во Белград ги анализираа сценаријата за приближување на регионот кон Европската унија. Колку се остварливи најавите дека 2018-та ќе биде клучна за проширувањето и дека веќе во 2025-та некои од овие земји ќе бидат полноправни членки. Тоа се дел од прашањата за кои се разговара. За Македонија, која утре ќе добие безусловна препорака, клучното прашање е дали годинава ќе добие датум за почеток на преговори. What we have managed to do is halt a negative dynamic. Us in the country, the Europeans, the Americans. It's really important now to create, to achieve success. Because the trouble with trouble is it spreads if it's not attended.
And I think once there is a potential for success, we have to make it. And success in our region, I think, comes from genuine political will to actually do the job at home, but also credible European perspective. And in between those two, we need a sincere relationship. There is a mistake, say it. There is something good, praise it. I think that's really important, and the Commission, with the latest strategy, is moving in that direction. Еден од најдобрите познавачи на регионот и евроинтегративните процеси, професорот од Универзитетот во Грац Флориан Бибер објаснува зошто е неодржливо статус квото за Македонија, која за разлика од изминатиот период манифестира политичка волја и подготвеност да се менува. It's obvious that Macedonia will receive unconditional recommendation to start the negotiations, but what does it mean without getting the date and the political decision to get a date for Macedonia to start the negotiations? Well, I would say that's the first important step to kind of reinitiate the kind of signal from Brussels saying we want Macedonia to take the next step. Of course, the political decision will come later, will have to come later. It's going to be much more difficult, but without the kind of technical recommendation, you can't have a positive political decision. So in that sense, it's a precondition, it's a signal, and I think it also can help persuade minds in European capitals because they're more focused on the Balkans than they have been before. The strategy has put their attention there. So if there's a positive recommendation from the Commission, it can also signal that they have to do a little bit more to get the political will together, which of course we know has not been forthcoming for, more than 10 years in the past. Do you think that the time has come for European Union, for Brussels, to deliver something to Macedonia, to meet the expectations of Macedonian citizens? Yeah, I think it's quite clear that Brussels and the European Union should reward and encourage it because, we're having for the first time a very clear signal from a government that seems to be not just technically committed to EU enlargement, but actually also substantially in terms of the values, in terms of talking about a new type of society which is more European. So that's a good signal, and I think it should be rewarded. The EU, of course, has been reluctant to do so for the fear that to reward signals is one thing and to reward kind of facts on the ground is another. And of course, the facts on the ground are much slower than the signals because that's reality. It takes much longer. The current government has been in power for less than a year, so the ability to kind of make a difference are less. But I think the signals are such that it should be encouraged. The whole new strategy seems to suggest that the EU takes, in a certain way, enlargement more seriously, and there it needs actually committed counterparts. Having in mind the current situation, do you have the feel that Macedonia can catch up to the front runners, let's say Montenegro and Serbia, and catch the train for the possibility of 2025 membership? Absolutely. I think if there's the kind of the political signal given, the kind of start-go signal, I think a government like Macedonian government can easily catch up because we're not talking about issues which have to take as long as they have in the case of Montenegro and Serbia. They are technical, they are difficult, they require certain administrative capacity. But I think also the EU will not enlarge with two countries to then enlarge with another country 2 years later. I think the EU will want to see as many countries to come together to join at the same time. It reduces the risk of bilateral problems after joining. It also makes it a lot easier to ratify the accession. So I think from the EU perspective, they will have a large incentive to encourage as many countries to go at one go. It seems unlikely that will include all 6 countries of the Western Balkans, but certainly 3 or 4 seems like a realistic scenario. Whether it's 2025 though, this is a very optimistic deadline, even for the so-called front runners. So I think that might be at best the time when negotiations conclude, maybe not the date yet when countries actually join the EU. Представникот на организаторите Европскиот фонд за Балканот, Срджан Мајсторовиќ, е предпазлив во давањето од дефинитивни прогнози за Македонија. Вели, едно е препораката од комисијата, а друго е политичката одлука што со консензус треба да ја донесат земјите членки. Sometimes we generalize when we talk about the region, but luckily there are some bright examples, and Macedonia is a positive example how people, citizens can get rid of stabilocrats from their countries and try to move forward. The thing is, European Commission and your administration at a technical level, they can do miracles. They speak the same language. These are experts, these are technocrats. They're going from one to the other problem, issue, and resolve them
very often in a very positive way. But unfortunately, there is another layer of the EU accession process, and this is a political layer. Verbally, there is support, but when it comes to decision-making on the enlargement process, we are experiencing a lot of difficulties. Just take a look at the preparatory work for the Sofia summit. There are a lot of different factors which are influencing basically that the whole summit is going to be about the Western Balkans, not about the enlargement. And that's a thing that we need to be concerned. I am expecting that Macedonia is going to be once again invited to go forward, but as you rightly pointed out, at the end of the day, it is going to be the Council and the Council conclusions in June, which are going to be important for the decision on whether Macedonia is going to move or not in the foreseeable future. Зоран Нечев од Институтот за демократија од Македонија, организација што го следи спроведувањето на реформскиот 369 план, забележува потреба од нов реформски план кој подоследно ќе ги следи препораките на Приве и итните реформски приоритети. Извештајот за 9-тиот месец од планот 369 се уште е во подготовка, но од она што до сега го имаме нотирано во извештаите за 3-тиот месец и за 6-тиот месец од планот е дека поврзаноста на овој план со итните реформски приоритети и препораките на Приве е нешто под 30%. Она што треба во престојниот период да се посвети поголемо внимание е донесување на ваков реформски план кој што повеќе ги отсликува реформите од овие два документа и ќе се фокусира целиот реформски капацитет на државата на имплементирање на реформите во делот на владење на правото, пред се тука мислам на разузнавачките служби и на правосудството. Да не забораваме, овој план беше продуциран со една главна цел да добиеме чиста препорака од Брисел. За доцнувањето нормално ќе биде нотирано, но треба исто така и владата, но и сите политички чинители во државата да размислат кои се причините за тоа доцнење и дали понатаму, дали европската интеграција е нешто што е улога, имаат улога сите политички чинители. Не е тоа само владата, туку и правосудните органи, и опозицијата, и сите други општествени чинители треба позитивно да придонесат кон исполнување на овие реформски зафати. Во предвечерие на објавувањето на извештаите, Европскиот фонд за Балканот, организација која веќе 10 години се обидува да го олесни патот на регионот кон Брисел, усвои декларација за европското партнерство со Балканот. Членството во Европската унија не е прашање на политички опортунизам, туку генерацијски политичка и социјална економска определба. Владењето на правото, одговорна администрација, слобода на говор, родова еднаквост и јасна поделба на власта се клучни предуслови за зачленување, пишува во декларацијата. 360 степени во Белград, Владимир Мирчевски. Од високата политика повторно се спуштаме на секојдневието на обичните. Општината Врапчиште, сместена во Полошкиот регион, во која живеат турци, албанци и македонци, е редок пример за граѓанска иницијатива против обложувалниците, особено оние што работат на диво. Жителите се против, полицијата ги затвора, но штом падне ноќта, како се во ова да не важи. Во Врапчиште беше Хекура на Кифи. Врапчишт, фшат има и мална пјеса не пологу të gostиvarit. Fshat me një qerdhe, shkollë fillore dhe të mesme dhe një ekip futbolli. Banorët e Vrapçishtit janë krenar për atë, por jo dhe për zakonin shqetësues të fëmijëve të tyre, që në vend se ta kalojnë kohë në bankat e shkollës, e kalojnë në bastore. Fshati ku shumica e banorëve janë me kompsi turke dhe pastaj shqiptare dhe maqedonase, u bashkua në iniciativën për mbylljen e bastoreve në fshatin e tyre. Pasoja morale, ekonomike, që është arsyeja pse u mori në vendimin tim për të vazhduar këtë listë deri në arritje të qëllimit. Ishte iniciativë e një grupi të
të rive, entuziastesh, që ishin kundër hapjes së një kazinoje në Vrapçisht. Mande gradualisht kjo ide arriti edhe deri në iniciativën faktisht vazhdimsi për mbylljen edhe të tyre bastoreve. U mblodhën dikundi rreth 800 nënshkrime që faktisht me këtë qytetarët treguan që ja e përkajnë pa rezervë, domethënë, këtë iniciativë. Banorët e Vrapçishtit shpresojnë se iniciativa do të ketë sukses në tërësi, thonë se nuk duan që fshati i tyre të ndahet në Mërgjimtar dhe Kumarxhi. Unë mendoj se kjo iniciativë është shumë mirë, por nuk di a dhe përfundojnë mirë për qytetarët tonë. A dhe mbyllen apo jo. Se qytetarët tonë kanë dëshirë të mbyllet tonë. Nëse krejt komunët rreth komunës së Vrapçishtit këtë e pranojnë si një iniciativë, atëherë mendoj se do të jetë mirë për të ardhmen këtu në komunën tonë. Так, и поддержавам, защото децата от много в тие ги трошат парите, што им се дава да купат нешто за јадење и така. Iniciativa qytetare u nënshkrua edhe nga kryetari i komunës së Vrapçishtit, Isen Shabani. Pasi ai tha se u ballafaqua me bastoret e paligjshme, ka biseduar edhe me pronarët e hapësirave afariste, që dyqanet e tyre në të ardhmen të fitojnë një përmbajtje tjetër. Ishin gatshëm të kenë diçka aktivitete tjera, gjësi edhe të presin, nëse nuk du i për të mundësia tani të japon lokalet, po në të ardhmen në shpresoj të japon për biznese tjera, jo për këtë lloj biznesi, jo për këtë lloj aktiviteti. Thash edhe më herët që ka një mirëkuptim edhe realisht nuk kemi bastore ilegale në territorin, përpos janë një në fshatin Vrapçisht, edhe një është në fshatin Dobridol është një legale, ku realisht ne nuk mund ndërhejmë atë. Iniciativa e qytetarëve të komunës së Vrapçishtës për mbylljen e bastoreve ilegale u përshëndet gjithandej. Mirë po, prapa kamerave, disa qytetarë të kësaj komune thonë se posa të bie terri, bastoret ilegale përsëri fillojnë të punojnë. Ne u përpoqëm ta vërtetonim këtë. Nuk ishim fat sepse në fshat, ku pothuajse të gjithë njihen, është e vështirë të jeni të padukshëm. Nga sektori për punë të brendshme Tetov, thonë se sipas informacioneve të tyre në rajonin e Vrapçishtit, nuk punojnë bastoret ilegale. Në njoftimin e tyre, në përgjigje të pyetjeve tona, theksojnë se duke kryer kontroll çdo muaj, vetëm në muajin nëntor të vitit të kaluar, gjatë një kontrolli kanë zbuluar 2 bastore ilegale, njëra në Vrapçisht. Por disa nga vendasit na thanë se ishin të shqetësuar për faktin se edhe në bastoret e vetme të ligjshmet në fshat u lejohet të miturve të luajnë. Edita, dali vlaga tuka deca. Тука ние имаме казни ако влагаат деца. Панели, овие на црно на диву затворени се веќе, а? Или работа? Тоа иницијативите све пропадна во вода. Да? Овие дивите и преку ден работат? Пошто некои ми кажа дека навечер отвара. Некогаш отвара, некогаш затвара. Këto deklarata nuk e pengojnë kryebashkiakun e Vrapçishtit në synimin që edhe kësaj bastore e cila punon me licencë t'i vendos çelësin. Tani kemi problemin cilët janë me këto legale, ku ne kemi bo shkres, ku jemi drejtore dhe Ministrisë Ekonomisë, edhe Inspektorati Shtetëror të Tregut, po edhe Inspektorati Sanitar. Kështu që nga ato nuk kemi një mirëkuptim, shteti qendror, të merr masa, funksionot sipas ligjit, shihen kushtet. Cila dhe si është e vërteta, për në fund e lam bashkëbiseduesin ton nga Vrapçishti, i cili edhe vete ka përjetuar shqetësimin nga Bizhozi. Unë para vetë kom lujt më përpara, para 10 vjetëve, ki problem është shumë i madh. Ankohet tash, së shpi kam problemet të me lujt me, nuk është ke bastorje, çka lojt tjeti, komarësh, ku qishtë lujsh, ama problemet vinë mrapa vinë ato problemet. Asë një në jetë nuk ka ashtë në njëri, që mundet bëhet pasunik me komar. Pasunik me komar, sa humbje, fitim s'ka.
До крајот на емисијата ви ја должиме и саботажата, но пред неа уште една кратка пауза. Наред е саботажата, да ја одгледаме. Адхок мерките кои на никаков начин не придонесуваат за подобрување на состојбата, туку се причина за подсмев поради неконзистентност и за резигнација поради можната фаворизација, стануваат парадигма на начинот на кој локалните власти постојано осмислуваат нови решенија на проблемите. Па што ќе се решат проблемите? Ова само за да се плаќа, овие коли овде на паркингов може да го загадат воздухот. Загадуваат други работи у Скопје воздуха, не овде. Како може овде да се загади воздухот, а олимписко, етно село, таму не се загадува воздухот. Таму тие да работат рестораните. Можеби од таа страна на водно и на вистина е помала полуцијата. Иако е просто неверојатно, така и да остане со оглед на најавените обилни дождови од пријави проследени со силни грмотевици, кои на површина од поплавата ќе го изнесат сиот отпад кој бил складиран во подрумите. Пред изборите Лејкеше сега па праќал преку Јанчев порека дека сакал да се соочи, претпоставувам дека вие медијатор пратеникот кој што ви е заеднички пријател, меѓутоа он нека се спреми за дуел со органите, нека си докажува, таму мене нема што да ми докажува. Тој што во меѓувреме успеал да се докаже наместо во дуел со органите ќе стане нивен член. Нерафинираните на упорни дејци горат од желба, својата жет постојано да ја гасат само на чешмата на власта, уверени дека таа ќе ги лечи јуначките рани стекнати низ минатите политички битки. Таа е вода лековита за сите, за очи, за се, за раката боли, ногата боли, се. Кој верува, кој не верува, утре се цркви дете џабе. Најважно од се е да се верува, се разбира и да се знае на која црква треба да и се крсти тој што решил по кој знае кој пат да ја менува политичката религија. Оти само посебни свештеници се секогаш подготвени да им ги отворат вратите на рајот на неверниците. Чедо Саздовски е човек кој што ми е пријател долги години. Се бунтувам и јавно ти се спротивставувам да од мојата земја правиш да биде двојазична, да биде федерализирана. Во суштина, човекот верува во концептот едно општество за сите. Абе може ли салто напред и назад на Албанија? Не може. Не верува во чиста Македонија. Ја мислам дека тој ќе си направи и веќе си направи салто мортале, тоа на италијански така го вика. Во суштина човекот верува дека реформите треба да се подржат. Зоране, јас сакам да те посоветувам дека е време да престанеш да го слушаш оној чичкото од Скопското кале, а со тоа и да престанеш да ја разнебитуваш мојата држава Македонија. Не може да се правам јас сега глув при уши. Оние што не дочуле и припаѓаат на таа ухлебителска каста, треба да си ги зачистат, бидејќи ќе мораат добро да чујат како промената на собственоста врз душите влијае на однесувањето, особено кога пред новиот газда, со ситење, лукаш во бунарот, до кој од неодамна си се напојувал. Не ми дозволува во Сител да те поканам. Не постоеше ти за Сител, што ти е те? Слушай, луѓето така, тие нема да постои, сонце ќе постои, токи. Вака, Сител 3 не постои више. Како излегов ја не постои. Ама и другата? Па и другата. Иде на колку време да дај? Не да. Колку време да дај? Не знам, ти што викаш? Што сме днес? Април? Негов кадар, не мене, негов кадар. И на крајот, за оно што на вистина му не достига, генерално на секој што ќе сака да се скрие или да е во кадарот. Ако ме прашате што прво фалеше, таму ќе кажам кафе. Горчливо или сладко, се едно, ако успее да ги отрезни тие што го бираат. Кадарот. Благодарам што и вечерва бевте со 360 степени. Достапни сме и на веб страницата 360stepeni.mk. Не има и на Facebook и Twitter. Ќе се видиме повторно в петок од 22:30. Пријатно!